Учењето за магнети е многу забавно. Магнетите се користат секојдневно низ целиот свет. Дали знаете дека повеќето магнети кои ги имаме на фрижидер користат феритни магнети за да ги држат прицврстени за фрижидерот? Еве неколку интересни факти преку кои ќе откриеме како функционираат магнетите. Сите магнети создават магнетно поле. Магнетите имаат невидливи магнетни полиња кои привлекуваат предмети од челик. Магнетите привлекуваат различни метали. Спинерот можам да окренам со кој што сакам магнети. Можам и со едно. Едниот крај на магнетот е северен пол, а спротивниот крај е јужен пол. Или плюс и минус. Ако прикачите магнет на парче дрво и го ставите на плута во сад со вода, тој полека ќе се сврти и северниот пол на магнетот ќе биде насочен кон северниот пол на земјата. Планетата Земја е најголем магнет. Јадрото на планетата Земја има свое магнетно поле, затоа Земјата е магнет. И компасите имат магнетно поле. Компасот има мал магнет во него и работи на ист начин, така што истражувачите можат да го најдат својот пат со компас на секој дел од светот. И крановите користат големи магнети за да повлечат ѓубрина. Крановите со магнет се многу корисни зашто го одделуваат железото од останатото ѓубре. Секој магнет имат плюс и минус. Плюс и минус се привлекват вака. Со плюс или минус со минус не се привлекват. Со можива. Нема шанси да се спојат, така? Да. Вау. Со вака можиност. А види плюс со минус. Вау. И вака можат да скокнат. Вау! И плюс со минус. Вау! Северниот пол на еден магнет ќе го одбие и оттурнува северниот пол на друг магнет. Јужниот пол на еден магнет го одбива и оттурнува јужниот пол на друг магнет. Северниот пол на еден магнет ќе го привлече и ќе се залепи за јужниот пол на друг магнет. А видете како го вртам розовото магнет со овие трите магнети. Вау, како магија. Да. Овие магнети се моите омилени играчки во светот и се куфата џамбо. Толку од мене, се гледаме друг пат. Чао!